Почитувани, антиреформската влада на СДСМ продолжува со катастрофалното делување во сферата на образованието. Реномираната Кембридж програма, по која учат младите во најдобрите училишта во светот, од септември нема да биде дел од образовниот систем, бидејќи за СДСМ е единствено важен нивниот поход за оцрнување на сите добри дела и проекти на ВМРО ДПМН. Порано СДСМ тврдеше дека Кембридж програмата е штетна и мора да се укине. Сега СДСМ признава дека Кембридж програмата е светска и квалитетна, но не им чинеле учебниците по кои се спроведува таа програма. А учебниците се само преведени и прилагодени на соодветната програма во Република Македонија. Овој нов катастрофален потек на СДСМ во образованието е дел од антиреформската стратегија на власта, која наместо да се занимава со реализација на 500 евра плата, на 500 километри автопати и 100.000 денари плата за лекарите, се труди од петни жили прво да оцрнува добри проекти на ВМРО ДПМН, па наводно да ги спасува и поправа во последен момент. Така, СДСМ сака да каже дека да не беше СДСМ, автопатот Охрид-Кичево немаше да постои. Да не беше СДСМ, немаше да има суперкуп на Европа во фудбал. Да не беше СДСМ, немаше да има нов клинички центар. Сега, СДСМ тврди дека да не беше СДСМ, ни Кембридж немаше да е тоа што е. Ваквите штетни и провидни манипулации се само доказ за безидејноста и неработливоста на СДСМ, Десковска и Заев, на кои полесно им е да одлагаат и укинуваат, наместо да земат да сработат нешто во корист на граѓаните. Таков беше случајот и со екстерното оценување, мерка која постои за да го контролира квалитетот на оценување, а СДСМ од популистички причини ја укина и отвори можност повторно во училиштата во Македонија да има цели оделенија со просек 5. Така не се гради иднина. Така не се создаваат писмени и стручни генерации кои ќе ја движат Македонија напред. И СДСМ нема да може да избега од екстерното за нивните антиреформи. За вакви катастрофални потези во образованието, граѓаните во првата наредна прилика ги оценат со неизбежниот недоволен еден. Ви благодарам.